Дмитрија Чуповски, Крсте Мисирков, Гаврил Константиновиќ и други, на 28. октомври 1902 година го основаа Македонското научно-литературно другарство, што ја постави основата на денешната Македонска академија на науките и уметностите. Наскоро другарството беше и официјално признато од Словенското благотворно друштво, како одделно од српското, бугарското и чешкото. Тоа беше првото признание на македонската национална индивидуалност. А сестрено изградениот славист Мисирков и овој пат беше прв потписник на молбата за признавањето. Очекувајќи го решавачкиот историски момент за судбината на неговата татковина, Мисирков ја напушти научната кариера на најпознатиот руски универзитет и ја прифати професорската служба во екзархиската гимназија во Битола. Во Солун од представниците на Централниот комитет ја запозна ситуацијата во Македонија, а во Битола, како домашен учител на децата на рускиот конзул и негов стар познаник Ростковски, влезе во кругот на европската и балканската дипломатија. Кога Илинденското востание го восхити светот со саможртвата во името на слободата, кога во Крушево до последниот здив се бореше младата република, на влезот во Битола во присуство на Мисирков беше убиен рускиот конзул. На монтираниот судски процес тој беше главен сведок и мораше за секогаш да ја напушти Македонија заедно со телото на убиениот Ростковски. Во Одеса беше приведен бучен погреб на кој зборуваше и Мисирков, а европскиот печат ги слуша неговите изјави и ги одбележа неговите статии. Свесен за поголната позиција, Мисирков се обиди да ја придобие руската политика и дипломатија за решението на македонското прашање. А во Македонското научно-литературно другарство одржа 3 реферата, кон кој додаде 2 други прилога со еден предговор и ја оформи првата книга на современ македонски јазик и правопис под многозначниот наслов за македонските работи и замина во Софија за да ја напечати. Во книгава Мисирков ги постави овие основни барања: автономија на Македонија во рамките на Турција со свое народно собрание и генерал-губернатор, признавање на националната индивидуалност на македонците со македонскиот како литературен јазик и обновување на Охридската архиепископија како македонска црква. Во однос на